Министерството за земјоделство бара алтернативни пазари за македонските земјоделски производи во услови на светска криза и војна. Ова го изјави по посетата во Струмица минатата недела министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Тој додаде дека активирани се дипломатско-конзуларните представништва. Така да на сите полиња Министерството ги ангажираше сите сектори. Доставивме барања преку Министерството за надворешни работи до сите дипломатски конзуларни представништва. Билатерално инициираме средби со сите амбасади и представништва во Скопје и организирани се и предвидени наши посети како што е во Турција и во други земји, се со цел да бараме во секој еден поглед алтернативи на пазарот. Николовски оцени дека откупот во Струмица се одвива непрекинато и дека ги следат состојбите, особено со откупот на пролетната зелка и шпицот во откупот. Според него, владата е подготвена да интервенира дополнително преку програмите кои веќе ги има донесено или преку нови мерки и механизми. До сега и нема реални проблеми, значи треба да видиме за што е тоа што треба да го бараме. 0,6% е нашиот извоз во Украина или 1% во Русија. Ги следиме наназад сите години како се одвивал извозот. Ние тука треба да се фокусираме на зелката, на праската која што јуни, јули подоцна доаѓа, значи буквално во секој еден момент ги следиме сите состојби. Направивме директни контакти со Фруктал, со Нектар, со преку разни представници на амбасадите, така да комуникацијата и контактите се интензивни и верувам дека ќе влодат со плод да во секој еден сегмент и момент имаме алтернативни решенија. Воспоставуваме исто така директни линкови со Министерството за земјоделство и храна во Турција. Наскоро треба да биде објавен и оглас за околу 7000 хектари површина земјоделско земјиште, кое треба да биде ставено на располагање на земјоделците.